и добро дојдовте во уште едно издание на Формула на македонски. Ова утро со вас би сакал да поразговарам зашто го поддржувам протестот на Рено против Racing Point, односно зашто се согласувам со таа идеја дека розевиот Мерцедес ги крши фундаменталните правила, односно фундаменталната идеја на Формула 1, а тоа е надпревар на идеи, надпревар на концепти, кој потоа прераснува во едно решение и со тоа решение излагате вие на патека и се надпреварувате. Само погледнете го Мерцедес, погледнете го Ферари, погледнете ги Red Bull. Сите имаат различни интерпретации на правилата, сите имаат различни идеи и концепти, меѓутоа нивните решенија кои ќе се појават на патеката доминираат, делуваат брзо и фантастично. Тоа е самата поента на Формула 1. Купувањето туги болиди, купувањето готови решенија, односно копирањето во овој случај готови решенија, не е во духот на Формула 1. Некој од вас можеби ќе каже дека во Формула 1 од секогаш имало копирање на идеи. Точно, секогаш имало копирање на идеи и секогаш ќе има, но копирање на идеи е една работа, додека копирање на целосен концепт од глава до пети до милиметар, наводно само по гледање на фотографии, е апсолутно безобразно според мене. Јас на самиот почеток од овој канал, лани негде, значи првите 2 или 3 видеа, како беа излезени, направив едно видео на тема Б тимови за или против. Во тоа видео малку го начнав овој момент каде што сметам дека навистина лежи зајакот во Формула 1. Зашто би Рено, Мекларен, Вилијамс или кој бил друг конструктор во Формула 1 да се мачи да вложува милионски средства, стотици милиони долари, да гради фабрики, да гради алатки за дизајнирање на делови, да вработува илјадници луѓе. Видовме дека Мекларен беше принуден да отпушти 1200 луѓе, тоа е 1/4 од неговите вработени. Зашто би овие тимови вложувале толку средства и пари кои би можеле да ја купат само шасијата на Мерцедес и да се надпреваруваат секое првенство и да бидат релативно втори или трети? Или шасијата на Ферари, или шасијата на Red Bull, небитно. Која е тогаш поентата на конструкторите во Формула 1 ако секој може да купи готов болид, готово решение? И пак ќе кажам, ова не е купување, камо да беше купено решението, да имаше некој правилник, меѓутоа ова е апла копирање. И да се навратам на тоа што го започнам веќе, копирање на идеи имало и ќе има. Вчера дискутиравме на Facebook со некои пријатели и го спомена фактот за F-Duct. Да, F-Ductот беше дизајниран од Мекларен, потоа сите го ископираа, меѓутоа никој не дојде со идентично решение на F-Duct. Ферари имаше свој F-Duct, Мерцедес имаше свој F-Duct, односно во тоа време Рено, Red Bull, сите останати тимови. Значи никој буквално не го ископира. И сега со розевиот Мерцедес се поставува прашање дали е тој легален. Иако 2 пати веќе ФИА го прогласи болидот за легален, сега овој пат Рено протестира за одредени специфични делови кои не се на листата на компоненти кои може да се поземуваат од друг конструктор. Не би сакал да навлагам сега во техничките карактеристики и да ги читаме тука член по член, меѓутоа суштината е дека како што прават Хас и Алфа Ромео со Ферари, кои имаат таа техничка спогодба, каде што користат заден крај од Ферари менувач и мотор, така има и листа на делови кои се дозволени, кои може да се користат. Меѓутоа има делови кои не може да се користат и тука во моментов Рено се фаќа за предните и задните сопирачки, меѓутоа суштината не е на предните и задните сопирачки, тука суштината е дека новиот болид на Racing Point е апла копија на W10 болидот на Мерцедес од лани и тоа навистина представува фундаментално кршење на духот на Формула 1, а тоа ќе повтораме надпревар на идеи, надпревар на концепти, надпревар на решенија. Не е ова Индикар или Наскар каде што имаме шасија која е скоро идентична, каде што доаѓа до израз повеќе возачот или некои други моменти. Формула 1 е надпревар каде што кохезијата помеѓу возачот и машината, каде што кохезијата помеѓу механичарите, фабриката, возачот, шасијата треба да се создадат во една идеална синергија и кога таа машина ќе се постави на патека, кога возачот ќе влезе во незе, кога ќе се трка, кога ќе има совршен питстоп, кога ќе има совршена стратегија, кога ќе има совршено менување на пневматици и се останато, тогаш доаѓа до победа, тогаш доаѓа до успех во Формула 1. Успехот во Формула 1 не се купува, успехот во Формула 1 не се копира. Вие може да имате сега успех, но за 2 месеци што? Јас знам дека идејата на Racing Point беше
кога никој не знаеше дека оваа пандемија ќе се случи, сака последната сезона од овие постојни правила да имаат екстремно компетитивен болид, меѓутоа мислам дека ја преминаат црвената линија. Мене не ми се допаѓа ова. Ја не гледам причина да постои Мекларен или Вилијамс или кој било друг конструктор ако ние имаме вакови болиди. Ако секој тим може да купи шасија од Ферари или од Мерцедес или од Red Bull, не е битно тимовите кои доминираат, што ќе ни се другите тимови? Зашто да постојат? Зашто да имаат фабрики? Зашто да вработуваат луѓе? Зашто да трошат милиони долари на нивните решенија? Едноставно ќе земат победничко решение и тоа е тоа, само ќе се тркаат по друго име и ќе си имаат други спонзори и ајде да бидеме NASCAR, ајде да бидеме IndyCar. Не знам. Јас дефинитивно го поддржувам Рено во протестот против Racing Point и сакам да успее. Сакам да успее заради иднината на Формула 1 и заради тоа што лично според мене го крши самиот концепт на Формула 1. Што мислите вие? Ве молам за коментар и се благодарам како и секоја што ме следите. Се гледаме во некоја следна прилика, па и сега ќе го дискутираме и ова, откако ќе има решение официјално од FIA се превземени тие делови кои се спорни, па мислам дека ова ќе заврши во Париз на зелена маса, па ќе видиме. Уште еднаш ви благодарам и поздрав!